Така, како што најавив на самиот почеток, мој прв гостин е господинот Горан Ковчегарски, раководител на секторот Водовод при јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје. Благодарно што прифативте да разговараме за оваа актуелна тема, особено во пресред на летниот период. Ви благодарам на вас за поканата и дозволете да ги поздравам гледачите на вашата телевизија. Така, еве господине Ковчегарски, како увертира да речеме на овој разговор, тука имате вода, чаша со вода која што е од градскиот водовод. Засега има доволно количини во овој период од годината, меѓутоа колку е безбедна скопската вода? Често пати граѓаните се прашуваат каква вода пиеме. Па јас одговорно тврдам дека ние водата ја мониторираме секојдневно и дека секоја наполнета чаша од нашиот водоснабдителен систем е безбедна за пиење. Секојдневно, значи, на повеќе од 36 места се земаат примероци, се носат во нашата акредитирана лабораторија и таму се прават испитувања хемиски, физички, на хемиските и на физичките параметри. Меѓутоа, често граѓаните, гледам и вие сигурно гледате, купуваат флаширана вода. Нема доволно доверба во скопската вода. Сега ќе ве прашам тука, велите на 36 места, меѓутоа како граѓаните да бидат сигурни дека токму во таа населба каде што живеат низ цевките, кои што се нели во голем број населби стари, поминува чиста вода. Како оди тој процес? Дали ги менувате локациите или како? Постојат повеќе од 50 локации, точно, тие се варијабилни, меѓутоа сите овие мерни места кои што ги посочив се, значи, распространети низ целото градско подрачје и така да се води сметка буквално секој дел од градот биде опфатен со тие испитувања и затоа ние одговорно тврдиме дека нашата вода е безбедна за пиење согласно испитувањата кои што ги добиваме, односно резултатите од секторот за санитарна контрола. Да, и според многу испитувања и доста квалитетна, така? Да. Постои тврдење, мислам, тоа е и вака во повеќе разговори со колеги од други предпријатија, дека после она вода што е од системот за водоснабдување во Австрија, односно во Виена, нашата вода по параметри е некаде да кажеме на Балканот и пошироко во Европа, веќе некаде на второто место според параметрите. Знаем дека лани меѓутоа и претходните летни сезони главниот град се соочуваше со рестрикции во одредени делови од Скопје и во одредени делови од денот. Да ве прашам, што е тука проблемот? Дали слабата инфраструктура или недоволниот капацитет на изворот Рашчот кој што нели Скопје се снабдува со вода за пиење? Вака, во однос на капацитетот можам да кажам дека ние имаме солидни, односно добри капацитети за водоснабдување. Нашето извориште Рашче 1 и Рашче 2, односно каптажите Рашче 1 и Рашче 2 располагаат со големи капацитети на издашност, тоа е некаде помеѓу 3 и 7 метри во секунда. И во однос на тоа можам да кажам дека капацитетите не се проблем. Еве во моментот некаде имаме околу 4-4,5 метри кубни во секунда. Тоа му доаѓа како системот 500 литри издашност? Не, тоа се 4500 литри во секунда. Внимавајте, ако тоа го помножиме по 24 сати, некаде ќе се добијат околу 356.000 метри кубни производство на дневно ниво. Тоа се од тие максимални капацитети. И кога ги спомнавте ланските проблеми, значи она што се случуваше лани, буквално тогаш беа во ред вклучени дополнително и бунарските подрачја, затоа што ние освен каптажите Рашче 1 и Рашче 2, имаме бунарски подрачја во Нерези и Лепенец, тоа се дополнителни 7 бунари, каде што водата по квалитет е многу слична на она како што и од извориштата што ги добиваме горе од каптажите. И можам да кажам со тоа дополнително вбризгување се доаѓаше до некој си 4,1 близу 4,2 метри у секунда. И сега велиме при толку голема издашност, при толку големо инјектирање на вода во водоснабдителниот систем, повторно се соочуваме со проблеми. Само колку за податок, се извинувам што ве прекинувам. Еден Загреб, најверојатно вие ги имате овие информации, има околу 500 литри вода во секунда. Тоа е за 5-6 пати помалку издашност од Скопје. Значи не е проблемот издашноста. Односно имаме премногу количини на вода. Но што е проблемот? Проблемот е старата инфраструктура,
Значи, она што ние попатно го губиме, имаме водоснабдителна мрежа повеќе од, зборам само за примарно секундарна, повеќе од 1250 километри, не вклучувајќи ги оние приклучни цевки, каде што за нив немаме некоја информација, меѓутоа можете да замислите за колкава голема дистрибутивна мрежа се работи. Системот е стар во некои делови, во некои се обновува, но како ние успеваме согласно одредена динамика, меѓутоа тие загуби се навистина големи. Јавно се знае дека моментално со ланските пресметки, односно заклучно со 2025 година, вкупните загуби беа некаде околу 64%. Јас правев една анализа во последните 6 години што се случува со нашиот систем, а за тоа секако ме предизвика случувањето со она што се беше актуелно во летните периоди 2025 година. И ако видите од 2020 година до 2023 крајот некаде, годишното производство, значи она што се инјектираше во системот беше некаде околу помеѓу 101 и 103 милиони кубни метри на годишно ниво. Меѓутоа, веќе во 24 и 25 година се случува нешто што е несвојствено за нашиот систем, следејќи ги значи оние анализи и параметри како тој се однесува, така да веќе во 24 година имаме зголемување на годишно ниво некаде на 110 милиони кубика. Тоа е значи за некаде повеќе од 6,5% зголемено производство. Па понатаму продолжува во 2025 доаѓаме веќе на 115 милиони и 656 илјади, мислам, кубика на годишно ниво. Значи, дополнително уште некои 5,7%. И кога ќе земете вкупно за овие две години, 2024 година и 2025 година, ние имаме некаде преку 12,6% зголемување на производство на вода. Ајде да земеме дека дел од таа вода иде за оние нели што се секојдневни нови приклучоци што се изведуваат во нашата мрежа. Меѓутоа, на сметка на тоа само 1.600.000 и 1.700.000 кубика се фактурирани дополнително, значи на база на тие нови приклучоци. И со ова можеме да дојдеме до една констатација дека самата оваа разлика е факт што кај нас системот, односно старата мрежа и инфраструктурата допринесува овие загуби да се поголеми. Сега секако ние како раководство превземаме одредени активности. Претежно сега сме насочени и фокусирани. Јас разговарав со колегите од мојот сектор да се насочиме енергијата кај оние поголеми профили на цевки, каде што има можност да има поголеми количини на истекување. За волја на вистината, во овие 3-4 месеци најдовме некои 4 до 5 така поголеми истекувања, тие се сега санирани. Кој делове може да... Различни си има во делот на Тафталиџе, во делот на Ѓорче, во делот на Газибаба, Ченто, има во делот на Аеродром, значи делот Шуто-Ризари, значи тие се дисперзирани, не се на едно место. И ние сме фокусирани, значи колку што можеме повеќе да ги откриеме тие и да ги санираме. Сепак ќе напоменам, имаме преку 1200 километри мрежа, таа е подземна инфраструктура. Имавме на состојба каде што имаше навистина многу големо истекување и логично е при, да кажем, еден профил на цевка од FI 250 се работи за потисна цевка, каде што притисокот е некаде преку 6,5 бари, значи тука имаше екстремно големо истекување. Меѓутоа, водата, верувате или не, си остана во шахтата, таа не искочи на површина и таа не може да биде видлива. Посебно во делови каде што имаме песокливо земјиште, значи инфраструктурата сама по себе патот го покажува, односно водата си оде онаму каде што таа може да си најде начин, нели? Не искача секогаш на површина и ќе биде мако трпно да ги детектираме, да ги најдеме овие проблеми и да ги санираме. Со овие неколку активности што ги превземавме, има некое благо стабилизирање на системот, исто така со едно малку да кажам поусогласено и по-рационално менаџирање со експлоатација на капацитетите, кај што се на пример пумпените станици и резервоарите, значи во координација со секторот за експлоатација на капацитети, имаме некое полека стабилизирање на системот.
и мислиме дека доколку вака продолжиме да се движиме, не очекуваме некои поголеми проблеми да има во овој престојниот летен период. Колку е стара градската водоводна мрежа или пак зависност има делови каде што е обновена? Како? Ајде вака малку историографски. Так. Значи, првата каптажа е 1936 година изградена и ни се една цевка, што е потисна цевка, таа преку профилот Фи-400 доаѓа до местноста наречена Дизел, односно првиот резервоар каде што е изграден во Скопје. И после од таму во близина, значи сите оние што гравитираат во близина на Калето, тоа се значи старата чаршија, централното градско подрачје, тука веќе мрежата почнува некаде да се развива после 40-тите години. Понатаму се шири таа мрежа, значи околу 50-тите години опфаќа кисела вода, веќе поширокиот дел на централното градско подрачје. Понатаму 60-тите години опфаќа Карпош, Ѓорче, Бутел се шири мрежата. Помладите населби како што се Аеродром, Лисичети, веќе мрежата се шири тука околу 70-тите години. Меѓутоа видете, од 70-та година до денес имаме поминато веќе повеќе од пола век, значи повеќе од 50 и нешто години. А постои така една, да кажеме, теза дека трајноста, векот на тие системи, односно поточно на цевките, околу 50 и повеќе од 50 години. За волја на вистината сега се употребуваат пософистицирани материјали, таа издржливост е и поголема, меѓутоа во однос на вашето прашање што правиме ние за да ја подобриме состојбата, како предпријатие ние секоја година си предвидуваме во самите инвестициски програми одредени средства каде што ќе детектираме значи онаму слаби точки, а тие слаби точки се најчесто детектирани од страна на нашите реонски раководители кои што го опфаќаат широкото градско подрачје и врз основа на анализите што ќе ги направиме во соработка со техничкиот сектор изготвуваме проекти, технички решенија и пристапуваме кон реконструкција, односно подобрување на оној дел каде што е застарен и каде што имаме, да ги наречеме слаби точки со цел да го превенираме, односно намалиме тој техничкиот дел од загубата на водата во водоснабдителниот систем. Дали можеме да констатираме дека етапно се обновува дел од мрежата? Кога имате детектирано некои ризични точки, тоа значи дека во тој дел на градот имаме реконструкција, односно промена на цевките стари. Можеме така да дефинираме? Така, како што спомнав, значи ние анализираме каде имаме најчеста појава на дефекти, на кои мрежи, и тоа е веќе доволен показател дека таму треба да се реагира. Така. И во зависност од таа состојба ние така и пристапуваме, на тој начин ги реконструираме оние оштетените стари делови од нашиот систем. Рековте, имаме зголемена потрошувачка на вода од година во година, меѓутоа можеме да констатираме дека градот се шири, но нема нешто значителен број на поголем број на жители за разлика од претходно. Дали количините на вода кои што се зголемуваат се резултати на нерационално користење на водата и на дивите приклучоци? Затоа што трета опција не гледам тука. Така. Значи покрај овој технички дел на загуби, дивите приклучоци се посебна приказна и тоа можам да кажам посебна приказна во делот на руралните средини. Така. Каде што таа вода се користи за наводнување на градинарски култури, значи има пластеници, тука се работи за поголеми профили на цевки од кои што тие нели треба да ги наводнат тие култури. И еве еден мој апел, моја замолница до сите оние граѓани кои што на овој начин ја користат, да не речам злоупотребуваат водата, затоа што на крајот од денот таа вода е бесправно се користи. На некој начин имплицираат онаму каде што треба, значи каде што треба како санитарна вода, вода за пиење, односно во градското подрачје да има дефицит. И тие количини не се мали. Ние како предпријатие превземаме активности да на некој начин лоцираме, откриеме каде постојат такви појави, меѓутоа уште еднаш ќе повторам, секој граѓанин пред да го направи тој чин, нека размисли дека сепак треба некои луѓе да пијат од таа вода. Наводнувањето на култури, на тревни површини, ладење на асфалтни површини може да се прави значи со друг тип на вода. Постојат бунари, може да се обезбедат техничка вода и на тој начин да го растеретат нашиот систем. Имате ли вие резерви со техничка вода и систем?
некаде во Скопје? Ние како предпријатие не. Она што го имам како информација, аеродром располага со одредени собствени бунаришта, односно со техничка вода и таа вода се користи за наводнување на тревните површини. Мислам дека и други општини веќе полека превземаат некои одредени активности, прават мониторинг каде што би можеле да се вклучат и да видат дали се во можност да обезбедат техничка вода со цел да повторам да го растеретиме нашиот систем. Тука едно блиц прашање би сакал да ве прашам. Кога се градат населби во Скопје, никнуваат или огромни зданија, дали инвеститорите, општината и другите чинители кои што практично учествуваат во сето тоа, се консултираат со вашето предпријатие дали ќе ги задоволи потребите со вода за пиење. Затоа што тоа е проблем, така. Како оди таа сета процедура? Да, процедурата е таква, доколку е предвидено да се гради. И колку се почитува? Видете, мислам дека во глобала се почитува, меѓутоа има исклучоци каде што некаде и се гледа да се избегне таа процедура, сега не знам од која причина. Земаат консултација од вас дали овој дел? Да, задолжително ние даваме хидротехнички услови во кои што тие можат да го градат објектот, односно во колку може да обезбедат вода и сепак ние пак како предпријатие имаме обврска да обезбедиме квалитетно водоснабдување, квалитетен притисок. Меѓутоа, ние тоа во тие хидротехнички услови го напоменуваме и кажуваме. Онаму каде што има потреба да се градат повисоки објекти, каде што не можеме ние по гравитачен пат, односно системот наш, притисокот во системот наш да ги обезбеди тие потребни параметри за да дојде водата на повисоките катови, тогаш самите инвеститори се обврзани да си изградат собствени хидрофорски станици, пумпни станици, да кажам, кои што ќе бустираат таа вода, односно ќе качуваат во погорните катови. Сега преминуваме на нашето богатство, да речем изворот Рашче, практично го снабдува целиот град. Колку е ризично град Скопје да се снабдува само од изворот Рашче? Тука го спомнавте и Нерези, меѓутоа тоа е мал дел од Скопје што има свој бунари. Видете, не е мал дел и бунарското подрачје Нерези и Лепенец. Бунарското подрачје Лепенец има 3 бунари, Нерези 4 бунари. Меѓутоа мал дел од Скопје снабдува, тоа ми беше. Тие бунари се ставаат во функција само кога имаме недостаток во системот. А се проширува таа вода, така? Значи таа вода се инјектира директно во градската водоводна цевка и тој капацитет е некаде 1,45 или 46 кубика на секунда, што е тоа исто така едно, еве да кажеме еден Нови Сад кој што има 400.000 жители се снабдува со вода, односно капацитет 1,7-1,8 метри кубни. Така да тие наши бунарски подрачја можат скоро еден Нови Сад, доколку е системот идеален таму да кажеме, доколку нема загуби, би можеле да го снабдува. Така да тоа не е за занемарување, така да и таа вода е, како што реков, блиска по параметрите на водата од Рашче што ја добиваме и во периоди кога не ја употребуваме, исто така Центарот за санитарна контрола, односно секторот за санитарна контрола кај нас прави перманентно секојдневно испитување и на таа вода, значи цело време мониторираме, ја следиме исправноста на водата во нашиот систем. Да. Во однос на изворот Рашче, знаете дека актуелно е опасноста за загадување од старото јаловиште, каде што има 600-валентен хром од поранешната фабрика Југохром. Безбедноста како тука ја гледате? Дали ја контролирате, колку ја следите, имате ли некои конекции, информации со одредени институции кои што требат конечно да започнат постапка тоа јаловиште да се отстрани? Вака, согласно законот за води од 2012 година, произлегува едни обврски каде што градот инвестираш, односно развие на пиезометриска мрежа, која што го покрива сливното подрачје на изворот Рашче. И можеме да кажеме дека нашиот сектор за санитарна контрола прави мониторинг, односно правиме квартални анализи од тие пиезометри што се во близина на сливното подрачје и анализите и врз основа на тие квартални анализи се изработуваат извештаи кои што ги доставуваме и до секторот за животна средина во градот Скопје и до самото Министерство за животна средина и просторно планирање. Согласно уредбата за класификација на води, ние можеме да кажеме дека нашата вода спаѓа во прва класа на вода и дека е безбедна за пиење. Исто така на самото извориште Рашче правиме на секои 2 недели проверки, анализи и
можеме исто така да кажеме дека таа вода е безбедна, санитарна е безбедна и исправна за пиење. Оно што го спомнавте колу опасност, односно јаловиштето, можам да кажам дека имам и ние информации, Министерството за животна средина има, мислам, даден оврска на Градежниот институт на Македонија за изработка на одредена студија како да се заштити тој дел или како да се отстрани тоа јаловиште. И колку што знаеме, постојат некои 5 сценарија каде што по кој што би можело да се реагира за да едноставно расче да не го доведеме во потенцијална опасност од тој шестовалентен хром. Меѓутоа, постојат информации, ставови, анализи од експерти, да речеме, од оваа област, дека можеби при големи поројни дождови или приеве, не дај Боже, земјотрес да се промакне тоа јаловиште, да замине во изворот. Колку тоа се стравува и како тогаш би нашле решение за овој проблем? Видете, дали може навремено да се алармираат граѓаните дека таа вода сега не треба да се пие? Видете, ајде прво да посакаме да не дојде до такво сценарио. Затоа реков не дај Боже. Рековме ние дека постојано сме правиме, односно квартални анализи, на секој 2 недели го испитуваме самото извориште расче. Меѓутоа, секојдневно сировата вода што доаѓа во вливниот дел кај Кондово, односно делот каде што почнуваме ние да хлорираме водата за во системот, тие анализи ги правиме секојдневно. Така да, доколку дојде до таква, да кажеме, несакана појава, ние уште во истиот момент ќе знаеме дека нешто се случува и веднаш би алармирале. Затоа што, како што кажувам, ние секојдневно правиме анализи на водата. Сега размислуваме во правец за во наредниот период, можеби ината или после таа година, ќе направиме, сакаме да направиме еден автоматски систем за мониторинг на водата. Значи, на тие мерни места каде што сега одат колегите и зимаат примероци, ќе поставиме одредени сензори кои што во реално време ќе ни кажуваат структурата на, односно ќе ни ги кажуваат параметрите, одредени параметри кои што можат да покажуваат одредено стапување од она што е вообичаено во квалитетот на водата. Во тој аспект сме потполно безбедни, значи граѓаните да не се плашат воопшто, било што да дојде, значи мало заматување да дојде, ние веднаш го детектираме, го регистрираме. Тоа заматување може да биде од индивидуалното, односно од самата внатрешна инсталација на корисникот. Често пати, значи, граѓаните знаат да реагираат, да се обратат кај нас, односно во нашата лабораторија, да кажат ми мириса нешто на метал, кафена ми е малку водата. Ќе излезат колегите на терен и констатираме дека од самата инсталација, односно тие се поцинковани цепки, поради векот на трајање, значи тие си го земале својот дел, почнува веќе одредена корозија да влегува во самата вода и тоа е едноставно причината, меѓутоа ќе спомнам, тоа е причина внатрешна, интерна на самиот корисник. Така да воопшто не постои никаква опасност, посебно во примарно-секундарниот дел на нашата мрежа. Да. Во однос на следново прашање, сепак се работи за големи капитални проекти кои што најчесто учествуваат градот, владата. Меѓутоа, дали постои планеве за целосна реконструкција на таа градска дотраена водоводна мрежа? Дали се размислува? Тоа е сигурно голема инвестиција. Колку кажавте километри има? Преку 1250 километри е тоа примарно секундарна мрежа, значи дистрибутивна мрежа. Видете сега, тука навистина требаат огромни инвестиции. Во некои сегменти и општините и градот реагираат со своји инвестиции, да кажеме, во подобрување на дотрената мрежа. Во некои сегменти, кажавме и ние како предпријатие, издвојуваме повеќе од некои 1.200.000, 1.300.000 евра, да кажеме, на годишно ниво. Така да во рамките на можностите го правиме тоа. За поголеми захвати навистина требаат поголеми средства, меѓутоа требаат капацитети од секој аспект, технички капацитети, човечки ресурси треба за тоа да се направи, така да во глобала тоа би бил одговорот на прашањето. Како предпријатието сега, летен веќе период следува, планира да го реши проблемот, особено со оние високи зони во градот, каде што нели се соочува со недостиг, има ли така некој, ајде да ги речеме, адхок решенија? Адхок решенија, споменав, значи на почетокот на разговорот споменав дека ние веќе превземаме одредени активности со цел да направиме одреден
подобар баланс во системот. Еве можам да кажам дека веќе сме јуни, меѓутоа се уште ние ги немаме уклучено бунарските подрачја. Така да Меѓутоа добра сезона ја надождови имавме, добра е така да. сезоната, да, добра е сезоната, Одлична издашноста, сезона, се да. окей, меѓутоа сепак не треба да ставиме само на тоа што ни го дала природата. Така. Треба и ние како луѓе вработени во јавното предпријатие малку повеќе да се вложиме, да се заинтересираме, да правиме одредени анализи, да видиме каде можеме да направиме подобрување во однос на тоа. Јас мислам дека не би дошле во ситуација како што беше ланската година, односно Зошто? летниот период, па од одредени превземени активности, како што спомнав, и така да ќе помине летото, ќе видиме, ама мислам дека нема да го имаме тој Да проблем. се надеваме. Вака, господине, дали се размислува за нови акумулации, бунари во одредени делови од Скопје и дали има таква каптажа со вода некаде во Скопје? Потенцијали Потенцијали, има. да. Потенцијали има. Значи ние како предпријатие заедно со градот Скопје работиме на проекти на мониторинг на одредени така алтернативни, да ги кажеме, изворишта. И спомнам извориштето Врело, Кадина река, Патишка река, Мала река, напуштеното бунарско подрачје Инџиково. Еве сега би спомнал нешто за Инџиково. Тоа е подрачје напуштено некаде околу 88 година. Мислам поради надворешно инфилтрирање на некои атмосферски води, поголеми количини. Меѓутоа сега тоа бунарско подрачје еве во консултации со колешката што е раководител на сектора за санитарна контрола, имам информации дека параметрите се навистина на едно добро, задоволително ниво, треба да се направат уште некои одредени испитувања, да кажеме, на други параметри и доколку се констатира дека и тие се во ред со дополнителни ангажмани секако и на капацитети други од хидротехнички објекти, како што се, например, ќе треба дополнително некои пумпи тука сега да се инсталираат, ние мислам дека ќе можеме за многу краток период да бидеме операбилни и да бидеме во можност да ги дури ставиме во употреба и тоа бунарско подрачје. И тој дел од капацитетот на вода се приклучи на градскиот водовод, така? Да го приклучиме на нашата мрежа. Како што кажав, ќе биде во делот на Инџиково, а во однос на овие претходните што ги спомнав, Врело, видете Кадина. Врело, Да. Кадина река, Патишка река и така натаму, за да се пушти нешто во употреба, да може да го задоволи она што е од секој аспект, значи не само од аспект на квалитет на вода, ние мораме да размислуваме од аспект на издашноста. А издашноста е варијабилна согласно хидролошката година. Некогаш издашноста е поголема, некогаш е таа помала. Треба да се направи една анализа колку тоа би било исплатливо и дали исплатливо да се направи тоа. Меѓутоа, пак ќе се вратиме на почетокот на разговорот. Рачи има доволно капацитет. 3,5 до 7 метри кубни в секунда. Ако ние немаме, например, такви големи загуби, можеме, да ви кажам слободно, преку 1 милион жители да ги снабдуваме со вода. Меѓутоа, нажалост, се состојбата е таква каква. Што е, значи, некаде околу 40% од загубите се технички загуби, да кажеме. И тоа е она што е нашиот проблеми за кои што ние треба навистина да се вложуваме и да работиме. Да. Како последно прашање, дали еве доста си искусен во оваа област и работите таа област, дали изворот раче од година на година ја губи количината на вода? Знаеме какви се климатските промени, сушен период, па дури шарскиот предел некои извори кои што порано постоеле сега веќе нели ги нема. Дали еве се суши етап, но иако има доволно количини вода, меѓутоа ако направиме споредба со минатото? Значи, издашноста е циклична работа. Како што рековме, зависи од хидролошката година. И таа се движи помеѓу 3 и 7, како што спомнав. Оние 3 се во периодот каде што имаме посушни години, 7 е каде што имаме, значи, добри години со повеќе врнежи. Само накратко, ние 70% од водата во Раче што ја добиваме преку шарпланинскиот масив, односно Полошкиот издан. Околу 20% до 22% тука се жеден, тој дел, и околу 10% се тоа артески води кои што се гравитираат тука околу самото извориште. Така да, како флуктуираат тие, значи како се менуваат врнежите, така се менува издашноста на... Значи пак зависимо од шарпланинскиот масив. Зависиме, да, па еве 70% зависимо од шарпланинскиот масив. Тоа се длабоки води кои што длабоко навлегуваат и после излегуваат тука во Раче, заедно после собираат со жеден и оние артерски води што ги спомнав. Така. Господине Ковчегарски, благодарам за разговорот. Граѓаните се надевам дека ги добија потребните информации околу квалитетот, меѓутоа и доволните количини на вода
од градскиот водовод Скопје. Се надевам на успешна, ќе наречам, летна сезона за вашето предпријатие. Се надевам дека ќе биде така. Ние превземаме како предпријатие, значи, сите мерки превентивни за да обезбедиме доволна количина. Меѓутоа, уште еднаш да ги замолам граѓаните да размислат дека водата треба да се користи рационално и се знае која е целта на водата. Оние прекумерни трошења на вода, посебно во руралните подрачја, по можност да се заборават. Така, благодарност. Уште еднаш, сега следува кратка пауза, потоа продолжуваме со останатите теми во Студио 10.